Скопјани повторно може да се возат на велосипеди низ градот за само 10 денари. Ова е веста за денеска со која го започнуваме ова издание на Урбаните вести. Гледајте не. Агенцијата за електронски комуникации започна со мерење на квалитетот на услугите на операторите. Се речени на средба со струшките хотелиери. Прием на младите каратисти од Металург е градоначалникот Тони Трајковски. Создавање подобри информатички услуги во образованието. Се реконструираат улици во Карпош. Агенцијата за електронски комуникации со новата опрема која денеска ја промовираше започна да го мери квалитетот на услугите на операторите. Со новиот правилник на АЕК, операторите треба да исполнуваат минимум параметри на услугите што им ги даваат на граѓаните, а дел од нив се достапност на мрежа, покриеност со сервис, неуспешност на повици и прекинати повици. Агенцијата за електронски комуникации започна со мерењата на квалитетот на услугите од телекомуникацијските оператори. Новата мерна опрема е поставена на Зајчев рид и со неа АЕК ќе ги мери сите параметри на услугите што ги даваат операторите. Новата мерна опрема се состои од 3 опремени комбиња, од кои едното останува во Скопје, а другите се наменети за Битола и Штип. На веб страницата комуницирај.мк, освен што се поставени тарифните цени, на корисниците на располагање ќе им бидат и ќе имаат можност да се запознаат со квалитетот и перформансите на операторите. Веб страницата ќе биде редовно ажурирана со нови информации. Резултатите од мерењата на Агенцијата за електронски комуникации ќе бидат поставени на веб страната веднаш до мапите на операторите. На 15 октомври 2012 година направени се измени во правилникот затоа што недостасуваше контрола на квалитетот на операторите. Со новиот правилник на АЕК, операторите треба да исполнуваат минимум параметри на услуги што им ги даваат на граѓаните. Дел од нив се достапност на мрежа, покриено со сервис, минимален процент на неуспешни повици, број на прекинати повици и брзина на пренос на информации, минимум 1 мегабит во секунда за даунлод. Доколку операторите не ги постигнат воведените минимални параметри, ќе следат и санкции за нив. Во правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, воведавме минимални параметри кои што операторите ќе мора да ги постигнат за да не бидат санкционирани од АЕК. Со новиот правилник кој што стапи на сила вчера, со новата мерна опрема практично ние сме во можност да ги констатираме сите овие неправилности. Мерењата ќе ги заокружуваме месечно и ако на месечно ниво перформансите на операторот не се соодветни на минималните перформанси кои што ги задал АЕК, операторот ќе добие предупредувачко писмо и потоа си следи нормално, ако не ги коригира перформансите на мрежата, ќе си добие прекршочна пријава. Ги знаеме казните на АЕК колкави се, од 7 до 10% годишен приход. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации најави дека наскоро ќе биде распишан тендер за 4G, кој исто така ќе биде покриен со новата опрема која денеска беше промовирана. Градот Скопје ги информира граѓаните дека утре и задутре ќе се асфалтира со порамнителен слој дел од булеварот Борис Трајковски, на потегот од крстосницата со булеварот Србија до влезот во поранешната фабрика Стакларница. Во текот на градишните работи сообраќајот ќе се одвива по крајните 2 коловозни ленти во секоја насока. Сообраќајот ќе се одвива непречено, освен на делот од бензинската пумпа Марија Трет до влезот во фабриката Стакларница, каде што протокот на возила ќе биде регулиран со знаменца. Градот Скопје апелира до граѓаните да покажат разбирање додека траат градежните работи на оваа делница од булеварот Борис Трајковски, да ја почитуваат поставената патна сигнализација и да ја приспособат брзината на движење на условите на патот. Министерот за економија Валјон Сарачини денеска одржа работна средба со хотелиерите, туристичките агенции и туроператорите од Струшкиот регион. Министерот на средбата посочи дека зголемувањето на бројот на странски туристи во февруари 2013 година во однос на истиот месец минатата година од 8,7% уште повеќе ги мотивира да продолжат да работат на привлекување на странски туристи. Андреја Димитриевска.
На денешната работна средба со хотелиерите, туристичките агенции и туроператорите од Струшкиот регион, министерот за економија Валјон Сарачини посочи дека целта на ваквите средби е привлекување на поголем број на странски туристи. Сарачини истакна дека зголемувањето на бројот на странските туристи во февруари 2013 година во однос на истиот месец минатата година од 8,7%, уште повеќе ги мотивира да продолжат да работат на привлекување странски туристи. Министерот додаде дека владата на Република Македонија активно работи на привлекување на странските туристи. Тоа се покажало и со последната мерка за проширување на листата на земји за добивање на субвенции од страна на владата. Тоа се покажува и со последната мерка за проширување на листата на земји за добивање на субвенции од страна на владата на Република Македонија. Освен земјите од Бенелукс, ја проширивме листата и за земјите од Скандинавија. И ова веќе покажува добри резултати, имајќи ја во предвид и стратегијата за развој на туризмот за 2013 година и 2014 година, каде што се предвидени точни мерки и активности како можеме да понудиме една поквалитетна туристичка понуда за странските туристи. Сарачини додаде дека крајната цел согласно стратегијата за развој на туризмот е до 2020 година. Учеството на туризмот во БДП да достигне 5% и тоа на индиректен начин, така што дополнително ќе придонесе и за зголемување на девизниот прилив. Работната средба со представниците од повеќе градови треба да обезбеди посебна стратегија за секој град, изјави Сарачини. Министерството за економија денеска отвори една нова канцеларија која што ќе пружи техничка помош на сите туристички агенции кои до сега имаа проблеми со пополнување на сите формулари и апликации за добивање на субвенции. И ова е во добра насока затоа што многу од туристичките агенции во Република Македонија се жалеа дека не добиваа субвенции токму ради нерегуларности во делот на пополнување на формуларите и апликациите. Оваа мерка ќе придонесе уште повеќе за подобрување на целокупниот туристички амбиент, изјави министерот за економија Валјон Сарачини. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски денеска оствари прием на делегацијата од карате клубот Металург, кој на последното светско младинско карате првенство што се одржа во Истанбул, Турција, освоја златни, сребрени и бронзени одличија. На средбата беше потенцирана поддршката која општината и градоначалникот ќе им ја даваат на сите клубови кои се најдобри репрезенти на општината, градот и државата во сите меѓународни првенства во кој било спорт. Томислав Атанасовски. Денеска во кабинетот на градоначалникот на општина Газибаба беше организиран прием на карате делегацијата од карате клубот Металург. Градоначалникот Тони Трајковски беше пријатно изненаден од големите успеси на младите каратисти од овој клуб кои освоија златни, сребрени и бронзени одличија на последното светско карате првенство за млади каратисти до 12-13 годишна возраст што се одржа во Истанбул, Турција. 12 годишниот Филип Несторовски стана нов светски првак во Шотокан карате на првенството што се одржа од 5 до 7 април. Тој во категоријата шобу за деца родени 99-2000 година на доминантен начин успе да дојде до светската круна со 5 победи поред. За Несторовски ова не е прва титула. Пред само неколку дена тој се закити со титулата Балкански првак, а негов тренер е Мирче Јанушевски. Денешната средба беше освоеното на последното првенство светско во Истанбул, прво место во категоријата учесници од 12 и 13 години. Значи разговаравме околу понатамошната наша соработка. Општина Газибаба и досега излегуваше во пресред, така ќе продолжиме и во иднина. За сите оние надпреварувања каде што ќе учествуваат, ние ќе излеземе во пресред и ќе помогнеме. Општина Газибаба е препознатлива како една од најспортските општини во Република Македонија. Два пати бевме прогласени за најспортска општина во Република Македонија во 2010 и 2012 година. Денеска повод за ова посета кај градоначалникот и прием од негова страна е успесите од карате клуб Металург. Посебно последниот успех од младиот Филип Несторовски, кој што во категорија 12-13 години борби плюс 50 килограми освои златен медал во категоријата шобу комите со 5 победи и освои сребрен медал исто така во категоријата борби плюс 50, меѓутоа по други правила, ВКФ правила. Така што со овие, да речеме, последни успеси од нашите млади каратисти, секако дека сме задоволни, меѓутоа исто тоа ни дава, да речеме, право и надеж дека и во иднина покрај, да речеме, спортските повреди, да речеме, најголем проблем за спортистите, ќе
бидат во можност да направат и поголем успех како на медитеранското карате првенство кое треба се одржи во Кипар во месец мај и ќе се обидат да постигнат добар резултат и на европскиот шампионат за региони кој се одржува во Црна Гора во месец јуни. На Балканското првенство во Крагуевац кој се одржа од 29 до 31 март земав прво место со 5 победи. Потоа на светското првенство во Истанбул, Турција, во едната категорија шобо до 2 поени земав прво место со исто така 5 победи. Во ВКФ правила место и сите надпреварувачи ми беа конкуренција. На средбата исто така беше потенцирана поддршката која општината и градоначалникот Трајковски ја даваат и ќе им ја даваат на сите клубови кои се најдобри репрезенти на општината, градот и државата на сите меѓународни првенства во било кој спорт кои гравитираат од општина Газибаба. Од 2014 година и во наредните 5 години продуцирањето популарна македонска музика, забавна народна и музика за деца ќе се стимулира со пари од државата, преку конкурси што ќе ги спроведува Македонската радио телевизија. Министерството за култура подготви нацрт закон за потекнување на овој вид творештво и денеска го презентираше на јавна дебата на која македонските автори и изведувачи ја поздравија иницијативата. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска рече дека првпат со посебен закон ќе се регулира стимулирањето на популарната музика, како што има закони за други музички жанрови. Причина за негово донесување е евидентниот пат на продукцијата на ваков вид музика во последната деценија. Целта на законот е да ги стимулира финансиски изведувачите, а крајните резултати да бидат поголем обем и квалитет. Македонската радио телевизија ќе објавува 4 конкурси годишно во април, јуни, септември и декември за субвенционирање 200 композиции во текот на една година. 50 песни за деца и 150 песни од забавната и од народната музика. Предложениот закон ги распоредува композициите за поддршка во 8 категории. По 10 композиции годишно ќе бидат финансирани од категориите таленти, потекнување семејни вредности и многудетни семејства и афирмирање на Република Македонија и нејзината историја. 15 песни од категоријата афирмиран изведувач, 38 од категоријата звезди, 30 истакнат изведувач, 37 врвен изведувач и 50 композиции за деца. Право да конкурираат ќе имаат поединци и изведувачи со оригинална и неизведувана композиција. По прифаќање од владата, предложениот закон ќе се проследи во Собранието на Република Македонија и по усвојувањето ќе почне да се применува од почетокот на идната година. Ученици и професори од средните училишта на ниво на град Скопје денеска учествуваа на трибина на тема влијанието на информатичко-комуникацијската технологија во создавањето на современо образование, дигитално образование. Повеќе детали од прилогот на Ивана Митковска. Зајакнување на наставата по информатика во средното образование, зголемување на фондот на часови и овој предмет да добие соодветно место во образовниот процес, се заклучоците на денешната трибина влијанието на информатичко-комуникацијските технологии во создавање современо дигитално образование. На трибината учествуваа ученици и професори од средното образование во град Скопје. Билјана Пауновска, представник од секторот за образование на градот Скопје, рече дека градот под чија надлежност се средните училишта секогаш ќе поддржува вакви проекти кои се однесуваат на развојот на информатичко-комуникацијските технологии во образованието. Борис Попов, професор по информатика во средното училиште Орце Николов и председател на Центарот за развој на ИКТ во образованието Илумина, информира дека ова е прв настан од ваков тип, каде имаат можност да дискутираат учениците заинтересирани за информатичката област и информатичарите. До сега, како што изјави тој, се организирале само надпревари од оваа област. Тој посочи дека застапеноста на информатиката во гимназиското образование е многу мала, 2 часа неделно во прва година, а во втора година е изборен предмет и апелираше на зголемување на часовите по информатика во средното образование. Според Мери Димитровска, професор по информатика во средното училиште Васил Антевски Дрен, предметот информатика треба да заземе клучно место во образованието затоа што секое работно место поминува низ тестирање од информатичката технологија. Започна реализацијата на најавените 35 улици во општина Карпош. Како што најави градоначалникот Стефчо Екимовски, веднаш штом временските услови дадоа зелено светло, екипите излегоа на терен. Елизапета Дамјановска.
Поволните временски услови овозможија во општина Карпош со забрзана динамика да започне градежната сезона, со која се предвидува да бидат опфатени инфраструктурни цели според планот за урбанизација во општината. Започна изградбата на ново проектирана улица од улица Петар Чаулев до улица Ацо Шопов, која се наоѓа во урбаната заедница Влае 1. Улицата е со должина од 315 метри, а за нејзина реализација обезбедени се 3.580.000 денари. Изведувач на градежните работи е Бетон АД Скопје. Изминативе денови беа реконструирани 3 улици. Улицата Кораб во должина од 100 метри, за чија што реконструкција се потрошени 620.000 денари. Улицата Мокра со должина од 100 метри, инвестиција вредна 710.000 денари. Реконструирана е и улицата Белчишка, која се наоѓа во населбата Влае 2. Во должина од 270 метри, овој градежен зафат ја чини локалната самоуправа 1.646.000 денари. Изведувач на градежните работи за трите улици е фирмата Ескаватори. Со овој проект продолжуваме натаму, меѓутоа овој пат многу поинтензивно. Според зборовите на градоначалникот на општина Карпаш, Стефчо Јакимовски, ова е само најава на проектот со кој ќе бидат реконструирани 35 улици на територијата на општината, а воедно ќе бидат обновени и тротоарите, рабниците и уличното осветлување. Еве што ќе гледате во останатиот дел од вестите. Спорт. Вейн Руни сака да остане уште долго во Манчестер Юнајтед. Актуел. Доделени филмските награди на MTV. Вейн Руни сака да остане уште долго во Манчестер Юнајтед, но дали ќе прифати помала плата со новиот договор останува непознато. Спортските вести се веднаш по рекламите.